Сме почнале. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во најновото издание на Утринско еспресо на Радио Лидер. Ова утро со мене е еден... Мене сега да малку можеби ќе биде некоректно кон другите, ама омилен ми од сите ководители од понеделник до Што петок. причаш, брети? Да, станува збор за... Јел то могуче, људи мои? За Сотир Костов, кој вчера од мојот драг Сречко Поповски и Саботажа, гојмиот поддржувач на оваа емисија, беше наречен стара комуњара. Сотир, како го доживаш ова ти? Види, злате, јас кажам, сум научен ја да удари да примам колку сакаш. Нема, ова беше фино кажано сега. Не беше најфино, што да ти кажам, од финска. Негативно. Не, чека, ја ќе ти изненадам, злате. Види вака. Абе, шо туку се занесов дека веќе не сум интересен, дека сум маргиналец, дека сум на маргините, неле се откажав ја времено од сите медиуми и едноставно ти блесна како звезда, тебе те маваат уназад неколку месеци или да не речам години и туку тап ми јаува еден од синовите вика, абе тато не знаев ја дека си стара комуњара. Сега, таму има меѓу редови и нешто друго, нереализирани младешки сонови и така натаму. Златев, мораме некои луѓе да ги подучиме, што очигледно покажуваат неукост и незнаење. Како прво, едно е да си бил комунист, член на СКМ и СКЮ, значи комунист, а друго е да си комуњара. Првото сум бил комунист до 1980. Ама и уште покажуваш комунистички ставови. Чекај сега, полега ти сега. Значи... Ти мава и после. Да. Ја морам дечките да ги испочитувам. Сега. Добро. Од 360 степени сум настапувал таму едно неколку години наред, почитувам таа емисија, ама незнаењето има да го платат. Тоа е под наводници да го платат. Ке им одржам една лекција. Значи, од 1988 година сум си само исклучил и не сум во редовите на СКМ, СКЈ или КПЈ, како што велеа. И јас никој пат не сум бил член на СКМ ПДП, па потоа СДСМ, за да бидам комуњара. Комуњара е пограден збор, поим, за митарените комунисти. Комунистите си биле окей луѓе, си имали идеологија, се залагале, се направиле држава, ја терале колку ја терале, ја дотерале до ќорсока и толку. Ама онова митарените комунисти се наречени од првата генерација демократи комуњари, а некои стари комуњари во првите редови на СКМ ПДП и на СДСМ шо биле, и мене да ми се лепи таква етикета, тоа е безобразлук невиден. Значи ти си комуниста, не си комуњара. Така, бивш комунист. Чекај сега. Не рипај. За тие што не знаат, за тие што покажуваат неукост, ја еден мал час вака ќе речам. Ова е речник за branding, advertising, public relation. Авторот му е за маленко Сотир Костов, издаден 2015 година, содржи 500 изрази, нека ми се јават, нека ми дадат телефони да испеам кафе со тие млади дечки таму, да им ги поклонам, полека да ги учат појмовите на модерното доба. Сега, и второ, околу нереализираноста на некои си соништа или младелачки идеали. Сотир Костов, како провинцијалец од Кочани, прво станува локален функционер во раните 80 години, потоа републички функционер, секретар на младина на Македонија и од секретар на младина на Македонија оди за член на председателството на младина на Сојузната младина во Југославија. Сотир Костов ја представувал својата држава во најмалку 7-8 државни делегации во странство и се гордеел со тоа, како што тоа ми се случувало и во демократијата. Сотир Костов се реализирал во комунизмот, професионално станал приправник, стручен соработник, па обвинител, значи во професијата, па потоа општествен правобранител на самоуправувањето, па потоа дошол во Скопје, па развил кариера во Скопје, во Нова Македонија 1 година и во цивилното воздухопловство 22 години, и Сотир Костов е многу задоволен од она што го постигнал во животот.
Некој да му каже на Сотир Костов има нереализирани соништа, тоа е чиста незналица, чиста незапознаеност и, знаеш како, во Кочани кај мене велат, каде шуто, па боде. Толку за поуките. Денес, Златев, те не мотивно. Да, не. Мене ме напаѓале, ме врегеле, невистини изнесувале, ама ова е многу сакање некој да биде духовит, да биде сатиричен, да биде хумористичен, а покажува незнаење. Ова лекција, Златев, морав да одржам. Се љутел ти или не се љутел? Не се љутам, јас само мене ми се многу драги. Ова е форма на промоција на нашата емисија која мора да продолжи така. Сега комуниста, комуњара бил голема работа. Голема е разликата. Голема е, Златев. Те молам, ти си дете кој многу брзо напредува, учи, уме, знае. Јас сум од 90, мене тоа се ми е. Јас знам на словенечки комуњаре, комунајзер, има тони и пиво најпознато во Словенија например, добро, одма да кажеме, Сотир не е бивша комуњара, он е бивш комуниста. Така. Јас сум бивша комуњара и готово. Завршена. Сега ти на твој грб земаш. Не, Златев. Јас сум, ако има некој бивши комуњар у студио, тоа сум ја. За твојата доброта, американскиот предизвик, техника се гледа убаво. Да. А позитивните работи за твоите Соединети американски држави или Соединетите штати, а ќе ти ги кажам сите негативни работи во другите емисии. Те молам да прочиташ книгата издание на Нова Македонија од 69 година и прекрасна книга е за економскиот развој, не за демократскиот. Американскиот предизвик од Жан-Жак Серван. Да, французин прекрасен. Шарбеир. Така, Златка. А ќе се маваме за твојата демократија од Америка во следните некои емисии. Злате, има еден поздраве, Златев. Ајде и да завршим и со тоа. Имам еден пријател од првата генерација во Маровци, директор од 98 директор на владата на Република Македонија, Ѓоко од Струмица. Он мене многу ме напаѓа, ние си живееме као брчеди, се викаме брчеди, многу ме напаѓа што тоа бугарите ги мавам и ми вика, ме среќава вчера, од канцеларијата ме гледа горе тамо кај како се беше она кај Беко, полициската станица, пијам кафе во еден прекрасен кафич и ми вика, еве ти вода една, вика, българска, вика, за тебе, вика, успешно да го лечиш Б комплексот, и еве мора да покажам, ќе јас кријам името на водата. Дете, се гледали? Не бе ставиш. Не, да не вршиме реклама. Не се продава во Македонија. Ќе му даеш и на Злате. Ја пробав дома третото шише, не е отровна, се е окей. Трпезна вода. И еве да ти кажам дека ја не сум људко. Гледај што ми напишал на моето шише. Гледај. Се чита. Значи, вика, успешно лечење на Б комплекс. Ѓоко, брчет бе, немам ја Б комплекс бе. Бугарите имат македонски синдром и комплекс бе. Никако не можат македонството и македонизмот да го признаат дека екзистира, дека се развива и дека ќе се развива тоест од искона до вечност. Поздрав за Ѓоко, да се ми жив и здрав, Ѓоко. Златев, јас сум мојот увод завршив. Пивка мека некако. Убава вода, ево, значи, да. Реален сум, ја не сум амблок против Бугарија, ја против политиците нивни сум, затоа што го негират мојот бит, моето ДНК, затоа што велат нема македонци, затоа што велат нема македонски јазик, и така натаму, ама во твоите емисии реков дека тоа нема да го наметнуват. Иако, за денеска, Златев, гледај ни го слоганот, литературниот јазик не е никој друг, ниту пак треба да е друг, туку суштиот тој, кој народниот јазик, значи живиот јазик на кој народот зборува. Јордан Хаджи Константинов Джинот. Тоа беше, а па ако одиме уште и со сликата за денес убавите работи да го поминеме и после се боксираме, Златев. Ајде, пушти сликата. Сликата? Ја имаме ли? Ја дадов ја. Да, сликата се вика Крило на слободата. Ја имаме у кадар. Само секунда. Ајмо наши. Етеа. Крило на слободата, уметничка фотографија, снимана кога Филип Стојановски се летал кон Париз и така натаму, и мислам дека така за едно утро да се почне со еден слоган Крило на слободата. Не, сите сакаме слобода, сите сакаме па и демократија. Од времето сотка која беше, како се вика тоа? Ајде сега ќе маваш. Која беше воздуплоховец.
О, 22-3 години. Да. Да, цивилно въздухоплавство. Си истерати че со голема плата цела кариера. Ама ме злате. Не. Добро, ти запомни Ти гледаш дека дуи они разбрале сите Сотир голема плата зимал, се тепаат тама за тия. Чекай сега, ти задоли мене? Втор месец не ми го даваш хонорар, ме държиш на нос. Не, втор месец, 15-ти. До 15-ти. Ние още ефективно немаме цел месец изработено. Това какво е ке видиш? Не, ова е за качка, иначе кога даеш, не даеш. Шо ти правим сега квадачен? Аз съм вчера македонски шуми дадава плата, даем и ние. Я во Лидер дојдов да развивам новинарство на стари години, да учам од тебе, не кријам. Сум кажал, сега не сакам многу да ти ласкам, да не се покондираш. Сум кажал дека ти си меѓу првите 3 новинари со најбрз раст во новинарството. Знаеш да разликуваш што е информација, знаеш да разликуваш што е став, што е гледиште, што е приод кон работите. Беше најак во истражувањето. Сега некој друг Жан Гајш, ама ми подшепнува дека и сепак и со истражување се бавиш. Продолжи, ќе станеш еден од најдобрите новинари на Балканите, на Југоисточна Европа и мало шире. Море да фатам и ја да се специализираш на странски јазик, браво, и могуче и да те експортираме натаму на кај Лондра, на кај Париз. Па да не реше ми преку барата. Може преку барата, може и јас. Убаво место е тоа, али ќе видиме рано. Сега да аплицирам за тоа Green Card, лотаријата има, почитувани слушатели, имате уште време до негде, мислам дека до почеток на ноември може да одите да се сликате, да аплицирате за таа работа. За америчка виза. Green Card. Шо ми убаво, јас сум имал виза 10 години, човек. Не, ама Green Card тоа друга. Америчка. Денеска еве да напоменеме 17 години од смртта на Тоше Проевски. Немојте. На македонската музичка легенда, најголемиот музичар кој со време на Македонија го дава, еден кој колку имаше 26 години кога загина, а веќе имаше една кариера која никој во Македонија не ја достигнал, па и многу повозрасен. Тој е нашиот бисер Тоше. Музички и не само музички, културен феномен. Златев, ама ја избегнувам на таа тема. Имам една траума, друг пат ќе ја раскажувам. Кога може би ќе ја донесам Лилија некој пат овде, што е персона нон грата за некои луѓе, го фалсификуваат животот на Тоше, кога пишуваат книги и биографии за него, не ја бришат, а ја ретуширање мразам. Од комунизмот тоа ретуширање сталинистичко, никој пат не сум го сакал, ама ајде друг пат ќе збориме за тие теми. Мојата склоност кон книги ќе ти ја објаснам дека требаше за Тоше книга да се пишува, да ти кажам, и да биде објавена во Лондон, кога албумот поскумно што се објави, требаше да биде објавен за неговиот живот. Таков он имаше промотор и менаджер од невидени размери, да ти кажам. И нема ја анатемиса дека е она крива за неговото погибие и толку. Заврши таа работа. А пази, кој е успешен и успешен? Отиде во Србија, не покани мене и мојата фамилија заедно да учествуваме во развивање на лаванди, бизнисот лаванди. Ние бидејќи не сме во бизнисот, не и прифативме. Таа моментално на Балканот е најголем производител на лаванда, со французите, преку бугарите, ги снабдува за парфеми, број 1 во Европа е. Снабдуваш на француските фабрики за парфеми. Кој го бива злате. Од кај да знам дека ќе ти текнеше ова за Тоше. Ама Тоше е наш непребол, наша голема болка, и секој пат кога ги слушам песните, не можам да ги задржам солзите, ама тоа е тоа. Судбина. Да. Добро, живот продолжува понатаму. Да. Сотир, гледаш ли ова што се случува со овие што се као се викаат Албанскава академија, да го пратиме, чеки, да го пратиме Златев како замена за Фрчковски. У Њујорк ја да идам. И па да ви кажем право. Не, Злате, тоа е таа љубомора, сега види. Ја имам проблем. Ја ќе гласам. Кажи каде специализираш, ви што специализираш, не кри. Да видиш дека имаш предиспозиции, дека можеш да идеш. Добро. Немој да бидеш лажно скромен. Не скромен, пардон, не лажно скромен. Не мора да скромен.
Кажи им, кај учиш, шо учиш и кои оценки ги имаш, ајде. Политичка економија во на Кралскиот коледж во Лондон, односно Кингс коледж Лондон, добар сум за сега, има време. Така, нашето кралско дете. Да. При крај при крај има уште бајаги со постдипломски, ама ќе биде здрави. Море Злате, види да ти кажам јас. Фрчко тамо да речеме, не би нема ни ајде. Не, ти не си матрица, Фрчко. Не ме споредуете не, такви лузери. Па ја гледаш зашто се налјутив. Да, ве молам. Комуњара сум ти ја бил од каде ти Фрчко мене ми е генерација до некој си таму некаде 88 драг пријател ми беше, без малку во изден дипломиравме кај Стеван Габер со предметот наука за политика, ама се развивавме во различни правци. Тој одбрава демократијата да води политика, ја одбрав во демократијата да не се бавам со политика, да бидам аналитичар и што уште друго не, правник што се вели, и Фрчко е многу далеко од тебе, ти не си фрчковист, така да баталико. Да. Човекот ја даде клицата на политичката корупција во Македонија, да знаеш, Грилаки с аферата, Киро Глигоров, скапиот часовник и милиончето во ташна. Ево да знаете кој е Фрчковски. Да? Да. Ево, ако не ми веруваш, ќе читаш најмалку 3 книги. Едната е од Киро Глигоров, Македонија е се што имаме, другата е од Стојан Андов, на мој начин, и третата мисламе од еден човек кој му нацрта портрет на Бранко Црвенковски, у моје не ми текнува името, имам дома книгата. Прекрасно, тројца автори, независно еден од друг, ја кажуваат вистината за Фрчковски. Да? Така да знаеме. Тогаш, ако беше затворен, а не го затворија, го спаси една дама која не е жива, со големо лобирање. Да, од кај би ти знаеш такви работи? Со големо лобирање на еден новинар доајен во новинарството, во една телевизија што му ја затворија, па во една друга телевизија каде што имаше рекет, беше главен и така натаму, инаку Фрчковски на време да беше процесуиран, на време суден, обвинуван суден, немаше да не се случи дури ни промената на името, ни шарената револуција, бидејќи тој е идеологот на шарената Сотир, револуција. општиниве гостува Сотир? 3-4 општини сега ќе најавија дека ќе ја финансираат Албанската академија на науки и уметности, што ќе се формира паралелно Македонија. Твој став за ова прашање и како владата треба да одговори според тебе? Млад господине Златев кажа во една од претходните емисии крајно негативен став, единствен минус до сега што го има владата од мене, бидејќи ја владата во целина посматрам, не посматрам ВЛЕН, ВМРО, знам и така натаму, и еве пак се јавуваат, значи државата не може да има две академии, може да се има само една национална. А академии во разни области може да има колку сака и нека се организираат. Ама вчера го видов, го фатив, не знам дали беше на Канал 5, Љузим како даво изјава, и вака младиот господин паметен вели. А што правиме сега, вика, игаме до година локални избори, ќе се сменат градоначалниците, ќе дојдат од други партии и тие, вика, нема да ги финансираат. И вика, за неполна година ќе пропадне таа академија. Сака да каже тлото на која сака да се постави, темелите, основата, постаментот на кој сака да се постави таа академија е трула. Од старт е таа нешто наметнато, синдром вреди лечи кој се вика ДУИ, и мислам дека не треба да го лечи, бидејќи ДУИ веќе е така маргинализиран, ДУИ е веќе партија во најава. 3 месеца, 4 најавуваат. Знаеш како ме подсеќа тоа сега да ги подсетам овие другариве, сречковски, несречковски, не знам што све. Порано во комунизам вака се велеше. Се очекува да дојде на манифестацијата тој. Се очекува да зборува тој. Се очекува да држи говор тој. Се очекува ДУИ да прави тензии, се очекува ДУИ да протестира, што ништо не е лошо, ама се очекува ДУИ да го разнебитува демократското триво на Македонија, нече мочи. Тука сме сите ние, бедемот на Македонија, од првиот до последниот граѓанин, лекцијата ја научивме 2001 година, нема да се случи тоа. Се очекува ДУИ да се опамети, јас денес ке кажам. Викаш? Не викам, кажувам.
Ти коментар што ќе даеш за оваа академија? Не знам, мене ова ми е веќе подривање на, како да кажам... Да. Во право си, ево, доволно и подривање. На унитарност, уставност, демократија и тако дале. Да. И цепкање, види, поделено општество. Како ти кажам, то се вика синдром на социјална дистанца. Не само етничка дистанца. И социјална и етничка дистанца си правиме етнички енклави. Јас ги имам наречено во мојата книга за корупцијата, што ја напишав пред на 2,5 години. Значи, се делиме по сите можни линии, по сите можни шавови. Не може така систем да функционира. Не може, браво. Не може таков систем, исто као, знаеш каде, како, многумина се теоретски зборам од уставотворен карактер, вика, зашто се распадна Југославија? Југославија се распадна затоа што ти не може да бидеш посебни републики, која секоја ќе си води некаква посебна национална политика, е една држава. Например, ако ги гледаме Соединетите Американски држави, како пример ќе ги земе, да, тие се поделени на најразлични, нели, држави, секоја си има гувернер, секоја си има, но никој од нив не води независна економска политика. Пред куќата или во дворот на секој американец или американка, што стои Златев гордо истакнат? Знаме америчко, да. А кај нас колку албански знамења има? Те молам, а нема македонски. И обратно. Значи, мислам и обратно. Ние немаме, како да кажем, не може така да функционира, или ќе сватиме дека да, секоја заедница треба да има своји права, секоја заедница треба да има своји, како да кажем, обележја, славење на нејзината култура да пробива во општеството, образование и така натаму, но на крајот денот оваа држава е Република Македонија. И така и ќе остане. И ние, така што ова делење на институции, јас на пример да би дал критика кон Ману, дека Ману недоволно, нели, бирократска организација имплементира албанци. Ние во Македонија имаме сериозни албански научници, како на пример на Институтот на физика, по физика најцитиран автор е албанец од Македонија. Зошто тој човек да не го стават во Ману? Туку ставаат некои кои никој за ништо у свет не се многу им се бирократски постапките. Ме разбираш што сакам да кажам. Те разбирам, те оправдувам, те прифаќам. Јас имам критика и кон Ману, но оваа академија која ќе биде некаква невладина организација поддржувана од општините, не знам, мислам дека прво сама по себе нема да може да функционира, затоа што па меѓу себе сега ќе се поделат албанците, тие што ја поддржуваат идејата и тие што не ја поддржуваат идејата. Оние кои орбитираат околу ДУИ нема да влезат во таа академија, значи ќе биде тоа партиска академија, условно кажано на не, зашто е интересно, ДУИ нема да влезе? Да. Нема да влезе? Па затоа ти викам. А не без ДУИ ништо не бива во ова држава. Поделба внатре самите, значи, што можда и добро, па се ние колку години сме поделени внатрешно, малце сега да видат и они како е во околу целата. Златев, морам да ти кажам една убава работа, оној пат бага ги се мававме, сега некако ни тргна поинаку. Абе, сакаш ќе се замаваме. Чекај, не рипај, полека. Приметувам дека вистина била во право една господја пратеник поранешна, која еднаш ми рече во една препирка меѓу нејзе и мене за една работа. Вика, не господине Костов, вика, не, точно ова што го кажувате, вие сте, вика, многу влијателна личност. Ја тоа го испитав и така испадна, ама не е тоа проблемот сега. Проблемот е што ја стварно сум бил влијателен и кон тебе, ти денеска не употребуваш еден збор што почнува на С. Ти два пати велиш... Си извинувам. Чекај. И јас си извинувам како Весна Јаневска. Два пати рече Република Македонија. И ја како Весна Јаневска си извинувам, почитувани слушатели, што не го употребив. Вака сега. Весна Јаневска, министерката, не сте ја сватиле. Ке се потрудам да ја донесам во емисија, ке ви објасни, она се извинувала за друго. Нема да кажам зашо се извинувала, ке стапам во контакт со нејзе, во едно од наредните емисии ке гледам да не биде гостинка, ке видите дека тоа е извадено, ја не користам извадено од контекст, ретко, ама
објаснувањето што ја го чув, јас сум склон да верувам во тоа. Ама ти сега да ми кажеш како беа такво влијание на тебе имам, ти да не употребуваш века она на С буквата. Мој Златев. Наместо ти да ме учиш новинарство како поискусен вака, понадежен, понапреден, поквалитетен, а јас тебе ти имам влијание. Да направиме сотка една пауза за реклами. Ти како ќе речеш нешто, многу брзо реклами даваш. Па не се баш брзо, полу саат помина. Ајде една пауза за реклами. Се враќаме назад, абе. Сотир, ние демек ќе зборувавме за судство, ама нешто слабо. Не бе слабо, знаеш колку е јако. Ако сакаш може и за Пав Дади да збори мој раперов од Америка, што правил, како правил. Ја тоа птен се потковав денови, ама не е твоја тема тоа нека. А книга ако изведа музички икони? Има ли Пав Дади внатре? Не, нема. Не сум стигнал до него. Со рапери не си... Не, ама до него не сум стигал, си имам причина зашто не сум стигнал до него. Како бе, он е легенда у рапот, основачи таму на Ист Коуст. Он е идол на син ми, најмалиот, Филип. Јас си имам своји други идоли и легенди, да ти кажам. Ете тоа. Сакаме судство. Воете сме. Да. Сакаме обвинителство кое ќе извршува јавна обвинителска функција како што е зацртано во уставот, во законите и во сите акти на обвинителството. Сакаме судови кои ќе се судиите во него, кои ќе се објективни, професионални, кои ќе донесат издржани пресуди. Па види Златев. За да тоа ни се случи, ни требаат реформи, корените реформи, ни требаат промени системски во судството или правосудството, кое е нешто пошироко само од обвинителството и судовите. Тука спаѓа нотаријатот, тука спаѓат извршителите, тука спаѓат здруженијата на обвинители, на суди и така натаму. Тука спаѓа адвокатурата. Ама, има ли подобро нешто да кажеме какво ни е судството забегано, корумпирано? Од примерот на книгата што утре ќе се промовира во Матица Македонска, а тоа е аферата Двојник, лажни пасоши, автор Михаело Маневски. Тоа е книга за еден вид правна анализа на издадени 218 пасоши со лажен идентитет. Техника, дали сум окей? Ова е еден кейс стади, поучен, како треба да работи полицијата, да открива според индиции и основи за сомневања, прераснати во основано сомневање, криминални дејанија и сторители на тие криминални дејствија, ќе кажам. Ова е застарено дејанија. По стар вокабулар. Еве, Сотир, ја од тебе, тоа е господинот Маневски ја напишал таа книга, ја имам и ние како подарок, јас ја проанализирав веќе, морам да признам, стварно интересно дело. Но она што друго сега ќе наметнам. Ајде намет. Дај сега ти отвори го судство као пупка, што би рекол Зоран Заев. Одиме во Совет на јавни обвинители. Сега јас сум познат као стар джентламен, дека имам респект кон дамите, ама овој пат некако дамите се на преден план. Ги користат нив за да не го срушат судството. Што таму се има, случува? сега ги се оградува малку на почетокот, ама ќе гледам да видам внимателен. Таму има една господја Кети Камчева Петкова, член на Совет на јавни обвинители, која своевремено, тоа е обвинителка од Гевгелија, која своевремено била разрешена за нестручно, несовесно постапување во службата, а потоа кога го сменила презимето, значи била Петкова, па сега е Камчева или обратно, замисли си избрана во Совет на јавни обвинители. Златев, ти ако си млад дечко, ма ти знаеш што е Совет на јавни обвинители. Тоа е врвот на пирамидата на јавни обвинители кој треба да го менаџира целокупниот систем на јавно обвинителство. А јавно обвинителство имаме основни, виши,
државно и имаме обвинителство за организиран криминал и борба против организиран криминал и корупција. Како може таква господја, која еднаш е разрешена, децидно стои во решението што е донесено, објавено па скриено од јавноста, повторно после X години да биде избрана и таа да раководи со дешаваљките во јавно. Каков пример таа ќе дава на јавните обвинители, помладите кои излегуваат од Академијата за јавни обвинители и судии. Само го спомнуваме случајот, ке ги обработуваме во емисиите што доаѓаат. Ајде сега да одиме малку во судскиот совет, кој да бидам искрен шампион по нестручност, незнаење, необјективност, прости ми Боже, и неморал. Има таму една господја Лорета Георгиева, ако не ја знаеш, ќе ти кажам која е, кога требаше да се гласа за случајот Наке, дали да биде суспендиран, сменет како судија, таа замисли и рекла, немам кола, не можам да дојдам да гласам. Добро, немала кола. Ама таа господја е главниот извршител, лева и десна рака на господинот Наке, ги држала сите предмети, дали дисциплински, дали Бог знае какви, за судиите, раководеле со нив, ги уценувале и си ги вршеле работите најмногу во Источна Македонија, ама и малку пошироко и во Скопје. Таа господја апсолутно нема никакво право да биде таму и после нейното однесување, тој обид да го заштите Наке Георгиев, требаше да си даде оставка, не го направи тоа, ама и не само ради тоа. Ете, ајде да бидеме малку поотворени, поради некои случувања со судии, обвинители и адвокати во Штип и Штипско, значи на територија на Основен суд апелација Штип, основно и висше обвинителство во Штип, таа е умешана во некои скандали, во кадрски промени мимо процедурите. Дури се зборува и во некој, да ми простеш, Златев, секс скандали. Ајде сега, ама сега толку. Сега мене, тоа ми интересно од Сабајле. Денес толку за тоа. Да? Толку. Може би ќе донесеме луѓе што ќе зборуваат за тоа. Да видиш дека овие месеци старите под наводници комуњари нешто сме работеле, сме истражувале. Сега ни тргна со дамите. Во Кочани има една председателка на Основниот суд Сузана Милевска, таа е посебен случај. Неизино ја знам, неле во моје Кочани ординира, таа по потреба и делегираат ту во Берово, ту во Делчево, ту во Пробиштип и така натаму, и е пример на судија и председател на судија кој безпоговорно ги извршува налозите дадени од повисоките инстанции, ама во поглед на кадрски решенија, како за судии, така и за судски персонал, и све по партиска линија, све дојде на ова, е све докажано. Значи има документи за ова, има искази на вработени од судовите. Се докажано дојдено од центарот од Струмица, а тоа е од еден поранешен премиер со иницијали ЗЗ или поточно да се знае Зоран Заев. Ова судика е позната спонената изрека, колку митинзи на ЛДП и на СДСМ бев додека станав судика. Колку софри кафански поминав и играње на маса додека станам председателка на суд. Колку случаеви од бизнис елитата морав да наместам за да станам председателка и така натаму и така. Па Златев, додека имаме такви судии и председатели на судии, ова судство не дека ќе биде отворена пупка, него ќе биде овенета пупка. Ајде и за нејзе сега толку, иначе господјата живее во Пробиштип, ама нонстоп е делегирана на истокот и ги средува, а ова средува е под наводници, како кадрските, така и суштинските работи, кажува за кого како да се суди и пресудува од Кочани па до бугарска граница, тие 4-5 општини, значи Виница, Пекчево, Делчево, Берово и така натаму. Со име и презиме, почитувани слушатели, Сотир Костов. Стојам за тоа. Го отвара судството како пупка. Погледни, Карши тебе стои човек, кој многу добро го познава судството и обвинителството, и еве вака. Сите три имиња што ги спомнав, им давам шанса да се јават кај тебе, да се јават кај мене, да се јават званично во Лидер, да изразат желба да ни гостуват во емисија. Во емисија во која во првиот дел тие ќе зборуват и ќе ме демантират мене,
или ќе кажуваат дека јас изнесувам невистини и лаги, а потоа во вториот дел фактите, доказите, јас ќе им ги презентирам, не ги презентирам бидејќи една група што работиме на овие случаеви, сакаме директно да ги доставиме до полицијата и до обвинителството, да не ги компрометираме доказите. Но ако смогнат храброст да дојдат во Лидер, јас стојам на располагање дело доказите да обелоденам. Поготово сега ќе бидам најконкретен и за денес може би тука негде ќе завршам. А секако сум спремен на прашање, под прашање од тебе. Овие судии што ги кажав и уште некои други кои ќе бидат во следните емисии апострофирани, уништија кариери прекрасни на судии и обвинители во минатото, кои во финала докажаа дека се невини, но државата не им даде сатисфакција ниту материјална, ниту во било каков друг од друг аспект, на пример изгубените години да им се накнади во основица пензиска и така натаму ги најавувам случаевите жални на Зоран Мицевски пред 5-6 дена пред пензионирање разрешен од судскиот совет, поготово од оваа господјата Лорета и од Кире, тогашниот председател на судскиот совет, и случајот на Александар Наков кој е уџбенички, би рекол, кој треба да се разгледува во академијата, школски. Пардон, браво, фала ти многу. Уџбенички, тоа вие старите комуњари. Thank you very much. Те начекав. Да, окей. Значи, Александар Наков е судија кој го знам од младите денови, е обвинител кој го знам од младите денови, кариерата заврши како адвокат, неправедно осуден, одлежа дури одреден период затвор и потоа во својата борба докажа дека е невин, има судски пресуди и одлуки на Кочанскиот суд дека е невин, државата не го обештети. Нешто слично во поново време му се случи и на Зоран Мицевски. Двајцата овие судии, едниот и обвинител, се од Осилото Штипско, каде што раководат струмичани. Тоа е многу чудна една појава. Делегираат судии и обвинители од Струмица, кои раководат со институциите судски и обвинителски во Штип, тие ливеруваат судии, па стигнаат дури во Врховен суд, да биде фатен судија за корупција, мито и тако дале, и да биде откриена од нас обвинителка во Совет на обвинители, која претходно била разрешена за нестручност и необјективност. Видиш, Златев, ти наполнав 5 случаева во двојник мафија, ќе ги разработуваме во останатите емисии, да не сакам ова да биде мој монопол, можеме дури да се потрудиме и некои да донесеме да дадат изјави, ако треба и ќе ги заштитиме со лик. Јас ти тврдам дека, додека овие луѓе не бидат санкционирани во судскиот совет, во совет на јавни обвинители, во Врховен суд, во апелации, во основни судови, во виши обвинителства, во основни обвинителства, нашето судство не може да оди напред. Нашето судство нема да спроведува европски и светски стандарди од судството. За такво нешто нам ни треба юридизација на правото и политиката, поим што во Македонија е многу непознат, а инаку во превод тоа значи ставање во правни рамки на политиката, да не се меша во правото и доколку ги надмине или прекрше основните уставни и законски одредби, да биде политиката и незините носители истражувана, проследувана, пријавувана, обвинувана од обвинителството, судена, пресудувана и осудувана од судството. Кај нас тоа не се случува. Земи го случајот двојник. Главен организатор, пази сега, е бивш министер, еве го името ќе му го кажам, од Куманово е, се вика Оливер, како му беше презимето не се сеќавам. Човекот си дал за право да даде изјава на 2 телевизии да каже: го затворам случајот со пријавени за двојник, мафија и лажни пасоши, а тоа нешто треба да го направи обвинителството. Во тој момент тој го повредил, го понижил и
бришал, да не кажам шо, под со обвинителите кои требале да истражуваат уште кои други луѓе се вмешани во овој случај, за да не бидат откриени по високите инстанции и највисоката, а тоа е неговата фотелја министерска, тој храбро изјави, иако има замешани од повисоко, тоа се негови зборови, ниво, иако за еден пасош се плаќало до 20.000 евра, кругот на пријавени е затворен. Ете ти го македонското судство, кое е под капата на полицијата, делумно или целосно, ќе покажат деновите, месеците и години пред нас. Ако немаш ништо против како газда на овој медиум, во следните емисии делумично, по 10-15 минути ќе обработуваме случај по случај. Уште еднаш повторувам. Господа, сите што ве и господи, што ве спомнав, ве молам, јавете се во Лидер. Кажете ваше несогласување. Дојдете, Лидер ви е отворен. Ако не сакате Лидер во друг медиум, во било кој друг медиум, Сотир Костов и екипата што стои за Сотир Костов во истражувањето ќе ги спротистави фактите што ги има за вас или поточно за вашето незаконско, неуставно работење, за вашиот неморал, за вашето отсутство на етика, за вашето непрофесионализам и необјективност во просудување и нестручност во обвинување и да видиме што е што, кој е кој и што направил и што му наштетил на македонското судство, обвинителство, поточно правосудство. Златев, што ќе кажеш ти ова работа, бе? Гости ќе примаме ли ние следните емисии од овој профил? Може. Може. Ти пази ова го кажав без твоја дозвола. Немој да добијам ја шут карта. Да ми речеш кој ти дал за право бе ти да ми канеш гости овде? Нема никаков проблем сотка, јас тие работи знаеш дека. Ќе правиме лотарија како за Green Card of американските Соединети држави и ќе видиме еве техниката ќе влече кој случај прв ќе излезе, тој ќе го обелоденуваме. А има и други случаи. Пази, има и други случаи. Ја така малку и локал патриота бев 3 случаи од истокот дадов, еден од столицата на Република Македонија, од Скопје, едниот да не решаме цел и интернационализиран. Умешани се десетина држави, умешани се 40 кусур врвни светски криминалци гонети од Интерпол за најтешки кривични дела. Може би и со него ќе почнеме од следната емисија. Микрофонот е ваш, господине Млад Златев. Ја еве останав без зборови, колку добро ги познав овие микроситуации. Мојот, како се вика, колега Сотир Костов, значи еве, нема да додадам ништо, чекаме, гледаноста е многу подигната, така што веројатно многу луѓе отварање на судството како пупка од Сотир Костов заинтригирало. Имаме поздрави од Австралија до благодарам до Карбинци од Сегда. Имам таму ја пријатели. Море македонски корени, Јони Бети радиото, море Ицо Перин, другото радио, море некои други борци македонци, австралијанците наши македонци се прекрасни луѓе, напатени души. Интересни факти изнесе Сотир. Ја малку се загрижи, Златев. Не се загрижив, не, се гледа тоа, се гледа. Мене ми е изненадно, ме дочека изненадно. Да. Има во Македонија постојано вакви злоупотреби нели од страна на судиите и убаво е кога вака директно се кажуваат и директно се повикуваат. Така што им оставаме простор на сите спомнати од господинот Костов, кога сакаат да се пријават да дојдат овде и да му објаснат дека не е во право, така ли? Да, ама еве уште едно апострофирање. Значи случајот на Зоран Мицевски судија кој сега е во пензија. Наназад 5-6 години оценуван со највисоки оценки од тој судски совет. Пази, ги имам ја одлуките решениите од судскиот совет. Наеднаш некој дигнал телефон и рекол: Зоран Мицевски да биде сменет од судија. Повеле постапка за него, за Наки и за една трета господја, ќе ја кажеме, не се уште ја работиме, како случај не ни е досозреана. Него го просудиле за Наке, не истерале тогаш и пазите, го смениле само 5-6 дена во јули 21 чинам година,
кога треба да оди во пензија, тоа е брутално, зре. Тоа е безпоговорно, без рбец судиски, обвинителски уништување на кариери. И човекот после се докажува дека е невин, оценките кои му ги земеш, што ги добил како судија се фрапантно високи, ама сменет. Погодил некого во Струмица, во Штипи, во Скопје и не му се бендисал. Еве уште еднаш, значи, да потврдам дека јас зборувам вистината. Браво. Браво е. Со вакви факти. Па види, не сум многу среќен ова што го кажувам, Златев. Ја добар дел од мојот живот помина во тоа правосудство. Доброволно го напуштив. Ама ако некој пат посветиме една емисија, неле овие што велат, јас сум бил нереализиран, напротив, јас сум многу реализиран. Ќе ти кажува што се случуваше на преодот од комунизам во демократија, па во Кочан и во Кочанското судство, а тоа е слика и прилика и на останатото судство. И ќе видиш дека и до тогаш ќе ти изнесам фрапантни резултати како некој затвара директори за направени високи криминали, а некој ги ослободува. Тоа е чудна работа. Ние од тогаш боледуваме, да знаеш. Почитувани слушатели, тука негде да завршиме, ако не, Сотир. Не знам, ти си... Ја врли Сотир ракавицата, се повеќе од сега што може да направиме, се ќе биде вишок. Да, ракавицата може би за денеска е доволно. Фрлена, еве, бујрум сите спомнати, ние ќе продолжиме и наредната недела и таа посена. Една мала мини рубрика вака ќе им направиме, па ќе си ги споменуваме корумпираните суди и обвинители и сите случаи таму. Може да завршам со една плаката емисијата, во мојот дел ти ќе ја затвориш. Ајде. Ова е плакатата од минатата година. Славевме 80 години од првиот конгрес на НОМС. И јас горд сум на тоа, значи големиот комуњар, а значи не комуњар, него Титов пионер и младинец. Тоа го правевме со Кумановчани, со Максим, а годинава перманентно славиме 80 години февруарски поход, на никој друг не му текна. Следната емисија ќе ти донесам плаката и од тоа да видиш. И јас сум горд на тоа што сум го правил пред 40 години, кога сум бил председател на Републичкиот одбор за прослава на првиот конгрес НОМС во Фуштани, а сега мене и екипата околу мене ни текна тоа да го славиме со кумановци и не отстапувам од тоа. А старите комуњари им ги препуштам на сречковци и останати. Аман бе, многу се повреди, бе. Толку, тоа не е повреда. Тоа е желба кон вистината. Да се знае. Ке ми се наљути Сречко, више нема да не става саботажа. Со кој слоган почнавме? Ти знаеш и кој маркетинг ни е настава саботажа. Сега да ти кажем голем. Ради тебе ке ни се наљути, нема више да не става. Немој така. Се сеќаваш ли со што почнавме? Да се знае, да се знаат. Кирил Печиновиќ, поради тоа го кажувам. Јас те разбирам. Мојата кариера во овој медиум ја почнав со овој слоган. И јас те разбирам дека тебе, знаеш, те навредиле со се ова. Не ме навредиле. Ама ми рушиш невистина. Маркетиншки концепт. Стратегијата долгорочна маркетинг. Злате, да ти кажам нешто. Јас сум јавна личност. Врз мене се такви удари нанесени, такви невистини, такви вистини, такви полувистини, што јас сум отрпнат. Успеав да си ги заштитам децата, сопругата, поширокото семејство, ама мислејќи дека ги надминале детските болести на новинарството, определен период ме оставија на мира и сега кога најавив повлекување од сите медиуми времено, а само настап кај тебе, некој као сака реинкарнација нешто да направи на многу грд начин. Само толку енде и веќе збор не зборам за ова. Чао и пријатно. Драга публико, да се ми живи и здрави, денеска е ден на храната. Внимавајте што јадете и колку јадете. Техниката ми сугерираше. Почитувани слушатели, останете со 98,1 и слушајте најдобрата музика во градот. Се гледаме повторно утре со Драган Милосављевиќ и гостин ќе ни биде. Гостин мислам дека ќе ни биде Жидас Даскаловски. Ако не се лажам. Еден добар, интересен гостин се надевам и за вас и за нас. Останете со нас, уживајте во најдобрата фреквенција.
Слушајте ја најдобрата музика и читајте lider.mk.